Историјата на Шкода ја започна Вацлав Лаурин и Вацлав Клемент, основајќи работилница за поправка и производство на велосипеди, што ја нарекоа според своите имиња. Не требаше многу да помине да се префрлат на моторциклите, станувајќи прв нивни производител во Австро-Унгарија и Германија, додека во 1905 го направија и првиот автомобил во Итурете. А поставувајќи ги темелите за иднината, тој со својот убав изглед, прифатливата цена и едноставноста во користењето ја воодушеви јавноста. Неговиот V2 мотор од 1005 кубни сантиметри и 7 коњски сили му обезбедуваше брзина од 40 км на час. Стана одскочна штица за динамичниот развој на компанијата, која значително го збогати своето портфолио со нови модели, меѓу кои имаше и со 8 цилиндри. Во 1924 фабриката на Лаурент & Клемент во Млада Болеслава ја зафати разорен пожар. Наоѓајќи се во екзистенцијална криза, мораше да се бара силен стратешки партнер. Следеше здружување со индустрискиот конгломерат Шкода од Ползен, кој стартуваше со амбициозна инвестициска програма. Воведена беше монтажната лента и беше лансиран бран нови возила со напредни технички решенија кои доста ја зајакнаа позицијата на марката во земјата и странство. Меѓу другите историјата ги памети Популар, Рапид, Фаворит и Суперб. Моќниот подем присилно беше прекинат со национализацијата на компанијата во 1945, но Шкода задржа добра репутација и, иако со големи напори, напредуваше. Следеа неколку популарни модели како што беа Спартак, Октавија и кабриолетот Фелиција, кои се извезуваа дури и во Нов Зеланд и Америка. Со појавувањето на Илјада МБ во 1964 година, кој беше еден од технички најнапредните мали европски автомобили тие времења, започна новата ера за марката. Благодарејќи на неговиот успех, за прв пат се произведуваа повеќе од 100.000 возила годишно. Времето сепак ја прегази неговата конструкција со мотор назад, која се задржа и во моделите после него се до 1987 кога се појави новиот Фаворит. Неговите големи пазарни потенцијали го привлекоа интересот на странските компании и тоа во голема мерка. Заинтересирани да ја стават Шкода под своја капа беа Мерцедес, BMW, Ford, General Motors, Renault, Volvo и Fiat, за на крај Volkswagen да го презеде кормилото. Работејќи трпеливо и стратешки, добро испланирано започна континуираниот раст во кој марката стана вистински глобален играч и сега продава во повеќе од 100 земји ширум целиот свет. Модерниот период го започнаа Фелиција и Октавија, следеа Суперби и Ети, за сега електриката да ја предводи иднината.